Во Битола во 1908 година се појавува една организација која што се викала Класно сознание. Тоа било едно го носело како тој признак на работничко просветно друштво, што е доста интересно, што ни укажува дека веќе се работело и нели на тој дел на политичко образование. Во време кога се многу жестоки тие големо државни национални идеи кои што бараат од населението да се позиционира национално, да изрази некаква лојалност кон одредена држава, кој од државите на Балканот кои што веќе биле формирани како нации и држави од порано, кои што бараат кон своите малцински групи некако да се позиционираат. Имаме слика, посебно затоа што зборувавме за Солун, имаме слика на групи на луѓе, работници, кои што се сосема чиста спротивност од тој вид на чиста национална дефиниција за себе си. И имаме тука групи кои што се мултиетнички и интеррелигиски. Да речеме, списанијата кои што ги издавале весниците на работниците, еве и на таа Солунската федерација, весникот на федерацијата се издавал на грчки, турски јазик и на ладино, бидејќи имало доста и еврејско население во Солун во тој период. Така што тоа ни укажува на една сосема нова димензија, врз која основа започнува еден слој од општеството да се организира